Во една од тесните улички на бегалскиот камп Балата умријат Абу Шалал, мајка на палестинскиот милитантен водач Абдула Абу Шалал, стои сред урнатините на нејзината куќа. Првиот пат кога израелските војници дојдоа да го уапсат, пукаа низ прозорците и вратата, но тој избега. Вториот пат ја уништија куќата, но и тој избега. И затоа што ја уништија куќата, сега целото 9-члено семејство нема каде да оди. Додека мајката на Абу Шалал раскажува за израелскиот напад од пред 2 недели, млади мажи почнуваат да трчаат низ уличките додека се шири веста дека израелските тајни групи повторно влегле во кампот. 11 милитанти од бригадата Ал-Акса се убиени во изминативе неколку месеци во судири со израелски војници, објаснува еден од политичките водачи на логорот сред рафални истрели. Овој сегашен судир го зголемува процентот на смртност, вели 19 годишен палестинец, за кој жителите велат дека не бил вооружен милитант. Војниците се тие што го започна ова. Ние само ја сакаме нашата слобода како и сите други. Жителите на кампот само сакаат да живеат како сите други. Но речиси секој ден израелската армија доаѓа овде за да апси. Израелската армија тврди дека било пукано кон незините сили кои возвратиле и повредиле неколкумина. Балата е најголемиот бегалски камп на западниот брег. 30.000 палестинци живеат на површина од само 1/4 квадратен километар. Како и сите бегалски кампови на западниот брег, тој е управуван од Обединетите нации, кои се соочуваат со пад на донации. Неодамна заврши 4-месечниот штрајк, кој ги прекина сите услуги во кампот, вклучувајќи ги училиштата и здравствените клиники. Не поддржувам насилство, но ситуацијата мора да се промени. Тоа е многу опасно, може да доведе до експлозија. Што треба да прават младите овде? Никој не се грижи за нас, ниту палестинската управа во Рамалах, ниту светот. Речи си 2/3 од палестинците кои живеат во Балата се помлади од 25 години. Тие велат дека сакаат независна палестинска држава, но не гледаат многу шанси за тоа. Од тие причини велат дека се свртеле кон оружјето, како и дека ќе ги принудат Израел и палестинските власти да им ги дадат нивните права.